а би можело и да се случи. Татко му на Вања, механичар за поправка на радија и магнетофони, му даваше на сина си прегорени ламби, а тој, молчејќи, ја проучуваше нивната направа. Полупроводниците ги криеше во посебно кутивче. Еднаш, кога татко му погледна во собичката, синот му покаже едно малечко сандаче. Еве, рече тој задоволно триејќи ги дланките, и знај дека тоа е само почеток. Во рацете на таткото сега светкаше со синиот екран еден малечок телевизор и играчка. Да, рече само таткото, вртејќи со главата. Потем поразмисли, па додаде. Јунак син имам јас. Следното утро тој им ја покажа онаа играчка на своите колеги на работа. Итро намигна и рече: "Мое дело." Вистинската смисла на неговите зборови остана несватена и механичарот го понапреднаа во службата. Сега почнаа почесто да го потргнуваат настрана и да му соопштуваат доверливо. Кузма Серафимович, тука нам некако не ни оди работава. Ајде да поразмислиме како да го направиме ова. Ајде, некако небрежно одговараше Кузма и ги земаше цртежите. Тој прост човек и не сакаше многу да објаснува. Дома цртежите тој му ги предаваше на Вања. Обштествено задолжение, подсмевнувајќи се мрамореше таткото. Вања молчејќи ги разгледуваше шевите, потем земаше црвен молив. Еве тука, 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 и моливот шкрдаше по листовите, да се измени. Малиот работеше со желба, а во замена бараше само ситници и книги од новините на техниката. Но еднаш таткото дојде во кабината и сам го повика настрана својот началник. Толку, му рече тој. Што толку? Не свати началникот. Толку, повеќе не можам да пронајдувам, рече Кузма и нејасно додаде, заради семејни причини. Како тоа? Се побуни началникот. Ништо барем за 4 години. Разговорот беше исцрпен. Началникот секако не знаеше дека вчерадента Вања откажа да прима порачки. Тате, рече тој тихо, сега јас не можам да си го губам времето на ситниците. Дојдов на вистинската идеја. 4 години. И јас ќе направам таква играчка што сите ќе се фатат за глава. 4 години. Таткото го знаеше железниот карактер на сина си и не се спротистави. Тој само забележа со изглед на осудник. 4? А зарем не ќе ти бидат доста 3, а? Не. Се додека јас не завладеам со времето, замислено одговори Вања. Тој бргу погледна на татка си и наеднаш запраша. А што мислиш ти, што е тоа време? Време? Челото на таткото се набра во брчки. Да, па тоа е кога... Ах, пак тие неточни формулирања, налудено го прекина синот. Кузма се сврте страна и излезе. Тоа што го чу тој, додека ја затвараше вратата зад себе, му беше сосема несватливо. Минутата живее 60 секунди. Да, живее. И вратата се затвори. Од сето ова само некој стручњак можеше да свати уште веднаш дека момчето решило да ја разгатне тајната на времето. Да, Вања реши да направи машина на времето. И тој го постигна своето. Тешко е да се поверува во тоа. Докази, како што се вели, нема никакви. Никого не допушташе Вања да прави опасни обиди со машината. Само мене, пријателот на неговите детски игри. Луѓето ќе разберат за ова, тврдеше тој, кога го завршувавме редовниот обид и излегувавме на улица да си играме. Игрите наредуваа и обајцата. Навистина, тие беа многу примитивни во споредба со играта што ја измисли Вања, но... Машината дозволуваше да се појде во прекрасни далечини на иднината и да се нурне во длабините на минатото. Особено ни се допаѓаа нам рицарските турнири. Земјата се корнеше под коњските копита, а јавачите се удираа по штитовите и ги кршеа копијата. Како по правило, сите остануваа живи.
Ние ќе се сместевме некаде и ќе ги читавме книгите на Валтер Скот, сравнувајќи ги настаните во книгите со вистината. Се разбира, криженките миженките во дворот, после се тоа не изгледа како игри на дивите племиња. Одевме во длабините на минатото и гледавме како некакви силни луѓе така ги раскрашуваат пештерите, што искрите летаа во роеви наоколу. А сепак, ние продолжувавме да играме во нашиот двор. Така треба, велеше понекогаш Вањушка. Предпазливост и уште еднаш предпазливост. Ние не смееме да се разликуваме од другите. Тој не сакаше машината, која што се уште не беше доведена до совршенство, да попадне во нечии раце. Машината ќе ја искрашат, ме убедуваше тој, и јас се разбира се согласував со него. Кога настана период на патување кон иднината, ние со станоците ги одржувавме ноќе. Луѓето од соседството кои се наоѓаа во областа на дејството на машината, патуваа заедно со нас. А наутро одминувањето на времето си доаѓаше на својата нормална состојба. Соседите се разбудуваа и како божем ништо да не се случило, тие си одеа на работа. Секој од нив си мислеше дека таа ноќ само сонувал чуден волшебен сон. Соседите беа такви луѓе што ниеден не го прикажуваше својот сон на другиот и тајната си остануваше тајна. Само еднаш некој бес ме натера мене на една непромислена постапка. На трамвајската станица го дочекав еден од соседите, разговорчиво му поднамигнав и му реков од зад него. А, колку добар беше оној со страусово перо на шлемот и со крокодилот на штитот. Соседот потрепери по целото тело. Се загледа во мене, а потем без размислување скокна во првиот трамвај. Вања доста мрачно ја сослуша оваа случка. Или тоа нема да се повтори, или пробите ќе ги завршиме, отсече тој. Јас го сваќав својот другар. Не му беше лесно. Машината работеше. Последниот пат таа за малку не се расипа од преоптовареност. Ние со мака се развлечкавме од времето на Навходосонор, уште повеќе што кај Вања дома состојбата се влошуваше. Родителите му се караа се почесто и почесто. Тие се уште не дојдоа на заедничко мислење. Тие беа такви, родители на Вања. Ах, само да ја немаше таа нивна особина. Се случи неочекувано. Ние се прибравме кај Вања и седнавме да работиме. Родителите се караа. Не ни беше лесно. Невозможно беше да ги смириме. Забележав како му треперат раците на Вања. Тој ги мразеше ваквите минути. Тогаш, ајде да го прашаме него, рече Кузма кога го здогледа синот. Јас ја грабнав капата и заминав надолу по скалите. За она што се случило, после можам само да се досетувам. Машината била наместена на мал радиус за действување. Вања дошол до неа, ја повлекол рачката за да го врати времето барем за 2 часа назад. Нему веќе му се случуваше на овој начин да ги смирува своите родители. Но неговите раце трепереле посилно од обично. Тој повлекол, времето потекло. Да, тоа се вратило поназад од раѓањето на Вања, а родителите му се подмладеле за 12-13 години. И тоа уште ги беше расфрлило на 2 различни страни. Утредента од рано дојдов да видам што станало. Беглиот поглед по собата ми кажа се. Вања не можел да се врати од минатото. Задржувачот на времето беше расипан. Но јас не изгубив надеж, бидејќи се можеше пак да се повтори. Подмладените родители мораа наново да се сретнат, потем да се роди Вања. Тој пак ќе ја продиде чудната машината на времето. Така и се случи. Тие се сретна, ги видов и бев пресреќен Вања ќе биде. Ќе биде машината пак. Но што е ова? Младичот, многу сличен на Вањиниот татко и девојката, копија на мајка му, стојат и молчат. Тие недоверливо гледаат еден во друг, со страв. И наеднаш се свртуваат, си одат на разни страни. Моето чело се покрива со пот. Така? Значи, сеќавањето и на едниот и на другиот им покажа кон иднината и кон тоа што ги очекуваше.